Малку се селата во источниот плански регион кои имаат изработени урбанистички планови како основа за изградба на инфраструктурни и други објекти, неопходни дури и за минимално напредување на условите за живот на нивните жители. Според образложенијата од локалните самоуправи, во чија надлежност се тие, недостигот од финансиски средства е главната пречка за изработка на планската документација. Поради тоа, Центарот за развој на источниот плански регион аплицираше со проект од државните институции, од кои е побарана поддршка за подготовка на урбанистички планови за повеќе села во скоро сите 11 општини што влегуваат во регионот. Средствата ги добивме преку Агенцијата за поддршка на земјоделството и руралниот развој, платежната агенција, се работи за буџет од 20 милиона денари, значи околу 330.000 евра, и ќе работиме, тендерот е во тек, значи, и ќе работиме планска документација за вон населени места, односно по-конкретно планска документација некаде околу 25-6 села во источниот плански регион, што за мене е од посебно значење, бидејќи кога се предлагаат проекти, нормално истите тие, дали се работи за инфраструктурни проекти и некои патишта, мора да бидат зацртани во самата планска документација. Дел од општините нашле начин за некои од селските населби да започнат постапка со кои тие ќе добијат урбанистичка документација. На територијата на општина Кочани, во тек или веќе е завршена изработката на два урбанистички плана, од кои едниот за селото Прибачево, а другиот вон населено место за рекреативниот центар Пониква. За првиот, локалната самоуправа склучи договор вреден 415.000 денари со фирмата Билт од Скопје, која треба да ја подготви документацијата. Пред неколку месеци пак беше организирана и јавна презентација за урбанистичкиот план на Пониква, за која беше ангажирана истата фирма.